Здраво, јас сум Панчо Прошев. За рефлекс дознав случајно преку Google. Барав студија за масажа близко до живеештето каде што сум. Ми искочи рефлекс, ја уклучив страната да видов дека се сертифицирани физиотерапевти, со школување, дека е нешто лаичко да кажам. Решив да пробам. Не знаев дека имам некој сериозен проблем, сам вкочањето или нешто, бидејќи бев научен така да живеам цел живот. Не сум имал сериозни проблеми, некои сериозни укочувања, да не можам да се движам, нешто што би ми спречило мобилност. Но сепак после првиот третман, сватив колку всушност јас сум живеел со вкочањето цел живот. И нормално тоа би донело до посериозни проблеми понатака. И затоа решив да пробам да се доведам во ред, да кажам на некој начин. После прво идев на секој 2 недели. Мислам дека тоа траеше околу 3 месеци некаде, додека не се доведов во одредена форма да можам да продолжам со третманите на малку поретко. Тие 3 месеци одев само на масажа на секој 2 недели. После тоа, почнав да инволвирам и некои вежби. Најпрво постепено беше тоа, почнав со отприлика, не знам, околу 2-3 минути во 2-3 дена со истегања. Ми се јави некоја болка од функционалниот тренинг што го имам на левото колено. Разговарав со она ми предложи да правам некои посериозни вежби за колената, да ги таргетирам мускулите и кативите околу. Болката ми исчезна за некои 2 недели отприлика, кога почнав редовно да ги правам вежбите. До денеска, веќе сум на околу 10 до 15 минути дневно, секој ден ги правам различни вежби за различни делови од телото, буквално full body. И заедно со третманите ми помогна да се доведам до момент каде што мислам дека не сум бил никога, имав 18 години. Мобилноста што имам сега, да ја споредам со тоа кога сум бил помал, мислам дека сега имам подобра мобилност. И тоа се одразува на функционалниот тренинг што вежбам. Дека вежбам со кетелбели, прогресијата од кога почнав да одам на третмани во рефлекс, и до ден денеска ми е, мислам дека околу 20 кила повеќе на кетелбели кревам отколку претходно. Исто така имам full range of motion за чучњеви, што тоа не сум имал, не се сеќавам од кога. Мислам дека никогаш. Можам комотно дип скват да правам без проблеми, без компензирање. Исто така и ова го забележува и тренерот каде што вежбам. И него го интересираше, како сум дошол до таа состојба, што буквално беше, мислам дека околу 7 месеци некој размак, да кажам. Друго? Рефлекс би ги препорачал дефинитивно, но би препорачал за луѓето да си го остават егото пред врата, бидејќи луѓето што се тука, што работат, се учени физиотерапевти и знаат што е најдобро за вас. Доколку се слушаат сите работи, и комбинација на третмани со истегања, можеме да дојдеме до многу подобра физичка предиспозиција, мобилност, држење на телото исто така, бидејќи мојата работа е седечка, тоа ми е, мислам дека беше основниот проблем за кој што почнав да доаѓам во рефлекс. И исто така сакам да напомнам дека и спондилозата што имав, практично скоро ми е исчезнато. Range of motion на рамена, што секогаш ми бил проблем мене, ми е доста зголемен, можам комотно шиша да префрлам од пола литро, близко сум многу и до топче. Така да, на тоа се работи. За пристапот на рефлекс би кажал дека е крајно професионален и е таргетиран, што многу ми се допаѓа. Не е cookie cutter build некој, да кажеме, за сите луѓе истата работа, него се гледа што е проблемот и се работи на искоренување на самиот проблем.
не работиме тука да ги спречиме само симптомите, него да го спречиме проблемот, бидејќи еве јас направив огромни промени, се сменив столицата на која што седам, сменив неколку перници, дори не си ја најдов таа што ми одговара. И сето тоа ми беше, значи, буквално како некој check-in point кога ќе дојдам на масажа медицинска, ми кажува, значи, кој дел ми е вкоченет и ствари реагирам според тоа. Бидејќи повеќе гледав работа на два монитори, повеќе гледав на левиот монитор, левата страна се уште ми се укочува повеќе и работам на тоа, значи, да си искоренам навиките, но треба да сватиме дека ова е процес, дека не е еднократно. Значи не можеме ние да очекуваме некоја промена на годишни вкочанувања дека ќе се среди со еден третман и со нередовно доаѓање или со неправење вежби. Значи мислам дека тоа ми се свиѓа највеќе кај пристапот кај рефлекс, дека не само што работиме тука кога ќе дојдам, него ми се даваат вежби што можам дома да ги правам и кои ми премногу ми помагаат.